Верче Андонова од Штип е една од ретките кои го практикува арапското цртање. Оваа несекојдневна техника ја научила додека била штитеник на 11 октомври, домот за деца без родители. На незината прва самостојна изложба беа изложени 105 цртежи. Цртањето многу деликатно. Од 160 души у домот научавме само 20, односно бевме заинтересирани. Арапското цртање значи тоа што ќе го нацрташ, уедно почнеш, наваѓаш ја средината на листо, почнеш да црташ. И кога ќе црташ, нешто ми инспирира тоа што го запамтив од Арапа, фактички везам. Вели дека е стрекна, бидејќи во првите денови од оваа година со оваа изложба и се остварила една од незините најголеми желби. Бидејќи, како што вели, лицата со попреченост немаат доволно шанси за да го искажат својот интелект. Па ние, да кажеме, лицата со попреченост имаме помалку можности за да се искажеме пред јавноста, пред публиката, дека ние сме дел од ово општество и сакаме ние да се на некој начин докажеме дека и ние можеме да работиме, да цртаме, да свиреме, да пееме. Суровоста на животот си поиграла со оваа 50 годишна штипјанка. Откако низината мајка починала, по пораѓањето двете сестри близначки биле згрижени во домот за доенчиње во Битола, а потоа своето детство и образование го продолжиле во 11 октомври во Скопје. Недобиената родителска љубов и поддршка не биле причина за Андонова да се затвори во себе. Напротив, таа продолжила со борбата за опстанок и со полни гради да го живее животот. Со макотрапна работа, пеглајќи и чистејќи туги домови, успеала да создаде свој дом. Сега е горд собственик на стан од 50 на квадрати, но потребно е помош од граѓаните за да го уреди како што вели нејзиниот мал замок. Па кујна да имам плакари, висичи, белата техника ми е најбитна да се направиме на кујна. Покрај тоа што практицира арапско цртење, Андонова свири на синтесајзер, а на спортски план е неколкукратна шампионка во пинг-понг на специјалната олимпијада, како и на меѓународни надпреварувања.